Здраво, деца! Добро дојдовте на YouTube каналот на literatura.mk, каде што ги читаме најубавите извадоци од книги и приказни за деца. Денешниот избор падна на една од книгите од најдобриот раскажуваш за деца Роалд Дал и насловена е како Чарли и фабриката за чоколади. Освен оваа книга во издание на Литература МК се и овие наслови од истиот автор. Ја гледате Матилда, Фантастичниот господин Лисец, Джеймс и Джиновската праска, ГДДЖ и Вештарки. Почнуваме со извадок од Чарли и фабриката за чоколади. Еве го Чарли. Овие двајца многу стари луѓе се таткото и мајката на господин Бакет. Тие се викаат дедо Џо и баба Џозефина. А овие двајца многу стари луѓе се таткото и мајката на господја Бакет. Тие се викаат дедо Џорџ и баба Џорџина. Ова е господин Бакет. Ова е господја Бакет. Господин и господја Бакет имаат синче што се вика Чарли Бакет. Ова е Чарли. Здраво. Здраво и на тебе. Здраво уште еднаш. Мило му е што се запознавте. Целото семејство, 6 возрастни, изброј ги, и малиот Чарли Бакет живеат заедно во една мала дрвена куќерка на крајот на еден голем град. Куќата не беше ни одблиску доволно голема за толку многу луѓе, а животот беше исклучително неудобен за сите. Имаше само 2 соби и само еден кревет. На креветот спиеа двајцата дедовци и 2 баби, затоа што беа многу стари и изморени. Всушност, тие беа толку изморени, што воопшто и не стануваа од креветот. Дедо Џо и баба Џозефина беа на едната, а дедо Џорџ и баба Џорџина на другата страна. Господин и господја Бакет и малиот Чарли Бакет спија во другата соба, на душеци на подот. Во лето тоа и не беше толку лошо, но кога ќе дојдеше зима, провевите од кои се смрзнуваше крвта во вените цела ног го шиваа подот и беше ужасно. Воопшто не можеше да стане збор за купување нова куќа, па дури ни за уште еден друг кревет, колку за спиење. Тие беа премногу сиромашни, дури и да помислат на такво нешто. Господин Бакет беше единствениот во семејството што имаше работа. Тој работеше во една фабрика за производство на паста за заби, каде што цел ден седеше на клупа и ставаше мали капачиња на врвовите на тубите, откако ќе беа наполнети со паста. Но некој што затвора капачиња на паста за заби не може да заработува многу пари. Пак утриот господин Бакет, колку вредно и да работеше, и без оглед на тоа колку брзо ги навртуваше капачињата, никогаш не успеваше да заработи доволно, дури ни за половина од работите што му беа потребни на едно толку големо семејство. Парите што ги заработуваше едва и беа доволни за храна. Имаше колку за лепи маргарин за појадок, за варени компири и зелка за ручек и за супа од зелка за вечера. Неделите беа малку подобри. Сите во семејството со душа чекаа да дојде недела, затоа што тогаш, иако јадеа исто како и секој друг ден, секој можеше да добие репете. Бакетови се разбира не гладуваа, но сите, двајцата стари дедовци, 2 стари баби, татко му на Чарли, мајка му на Чарли и особено малиот Чарли, од утро до вечер чувствува ужасна празнина во стомаците. А Чарли ја чувствуваше најмногу од сите. И покрај тоа што татко му и мајка му често не јадеа за да има повеќе за него, дури и тоа не беше ни приближно доволно за едно дете што расте. Тој очајно сакаше нешто повеќе од зелка и супа од зелка. А оно што го сакаше и го посакуваше повеќе од што било друго беше чоколада. Додека наутро одеше на училиштето, Чарли ги гледаше големите чоколадни табли во излозите на продавниците, наредени една до друга, се до врвот, и често застануваше и зјапаше во нив, со носот залепен за стаклото и со уста полна пена. Често во текот на денот, Чарли гледаше како некои од децата вадеа чоколада од џебовите и како алчно ја јадеа, мласкајки. А тоа се разбира, за него беше вистинско мачење. Чарли Бакет можеше да проба малку чоколада само еднаш годишно за неговиот роден ден. Се надам дека уживавте во извадокот од оваа извонредна книга. Доколку ви заинтригиравме, можете да ја најдете во книжарската мрежа на literatura.mk заедно со останатите книги од овој серијал. Ви благодарам на вниманието.